поднесовме предлог на закон за изменување и дополнување на законот за служба во армијата. Зошто го поднесовме овој закон? Затоа што во изместиов период во армијата се случуваат штетни последици од работењето на кадрите на Социјалдемократскиот сојуз. Претежно станува збор за поранешната министерка Радмила Шекеринска и сегашната министерка Славјанка Петровска во делот на систематизирањето, односно носењето на нова формација во армијата на Република Македонија. Со самото тоа, со носење на нова формација во армијата на Република Македонија, поедини лица беа поставени по таа нова формација, а одредени лица останаа да бидат поставени по старата формација и да земаат плата. Практично имаме лица кои што земаат, односно имаме на едно место поставено по две лица, односно земаат плата. Тие што треба да заминат лица од по старата формација не можат да заминат во пензија затоа што законите тоа не го овозможуваат. Со новото предлог решение, тоа што ние го предлагаме во МОВ, предлагаме заминување во пензија со 40 години стаж без разлика на возраста. Тоа е првата работа што ја предлагаме, тоа за мажи, додека за жени даваме можност со 38 години да можат да заминат во пензија. Втората работа која што ја предлагаме е воедначување на пензии сите поранешни лица, односно воени лица кои што биле во составот на армијата на Република Македонија, значи од самото постоење на армијата до денеска, и практично тие лица некако да им се одолжиме на некој начин, затоа што тие лица учествувале во самото формирање на армијата, знаеме каков период поминале, значи тоа е период кога Југословенската народна армија ја напушташе Македонија, ги кршеше касарните, ги уништуваше инсталациите, а тие луѓе кои што останаа во тој период беа први кои што на некој начин ја формираа државата односно армијата ја формира од ништо. Тука има присутни помеѓу нас и поранешен генерал има, и вие сте така повозрасен поранешен мајор, така да знаете со што сте се соочувале. Понатаму исто така сакаме да им се одолжиме на луѓето кои што учествуваа во различни борбени дејствија во Република Македонија и во меѓународните мисии, кои што заслужуваат на некој начин да бидат истретирани од нашава држава на начин на кој што заслужуваат, односно нивните пензии, значи на сите тие лица кои што заминале порано односно заминале по некој друг закон, со нашиот предлог закон, односно со нашиот предлог решение, нудиме можност да нивните пензии бидат изедначени со постоечките решенија, односно со луѓето кои што сега веќе заминуваат во пензија. И мислам дека тоа е едно коректно решение, мислам дека тука сите ќе се сложите. Според мои информации, мислам дека дури и Министерството за одбрана е на истиот став со новата министерка, додека старата министерка, мислам дека тој предлог не го поддржуваше. Понатаму во делот на третирањето на професионалните војници, знаете, тоа се наши професионални војници кои што на 45 години возраст, после 45-та година возраст, заминуваат од армијата на Република Македонија. Имаат тука две опции: или да се префрлат во некој од институциите, односно на државната управа, без јавен оглас, или предлагаме, значи, втората опција е да бидат исплатени, односно да државата им исплати по 1000 евра во денарска противвредност за секоја година помината во служба на армијата на Република Македонија. И мислам дека на овој начин треба да се одолжиме на сите тие професионални војници, затоа што тие знаете дека се по договор, не се со решенија поставени, и после 45-та година, знаете, кога некој ќе доживее толкава веќе полна зрелост, да остане на улица, мислам дека е некоректно, посебно имајќи во предвид затоа што станува збор за луѓе кои што знаат и умеат да ракуваат со оружје и можат да бидат, не дај Боже, односно искористени од некои други структури во неубави цели кои што можат утре да ни направат проблем во нашето понатамошно живење, односно на државата и на општеството. Исто така во овој предлог закон предлагаме враќање на ингеренциите на началникот на Генералштабот, кој што предлог закон, значи со кој што му се враќаат ингеренции, односно му беа одземени од страна на днешната министерка за одбрана, односно од ова собрание, од ова владеачко мнозинство му беа одземени тие ингеренции. Зошто? Затоа што во
2020 година, кога се носеше законот, без никаква консултација со опозицијата, без никаква консултација со меѓународните представници од ДИКАФ, од ОПСЕ, од Европската унија и така натаму, кои што кажуваа дека треба да имаме некоја инклузивност во носењето на, посебно на законите од областа на безбедноста, од областа на вооружените сили и така натаму. Тоа не се направи од 2020 година, туку насила се донесе законот и се случи на ингеренциите од страна на ова собрание на началникот на Генералштабот, посебно во поставувањето на офицери со висок чин. Со тоа практично министерот за одбрана доби уште една дополнителна можност да ја партизира институцијата и да ја политизира по сопствено убедување и по сопствена желба, што во изминатиот период на владење на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ го видовме во полн капацитет. И тоа не го зборувам јас на памет, тоа можете да го проверите преку ваши пријатели, ваши познаници и така натаму во армијата на Република Македонија, да прашате дали е тоа така или не е така. Јас мислам дека светските трендови се секаде политиката да биде исклучена надвор од овие структури, водењето, односно раководењето на тие структури, на тие лица и така натаму да биде согласно критериуми, согласно знаење, согласно компетенции и тоа да го прави струката, тоа да не прави политиката. Сега, зошто го предлагаме законот по итна постапка? Затоа што, како што реков, состојбата во светот на геополитички план воопшто не ни е добра, ќе се согласите. Војната што ни доаѓа од исток, односно што се случува на исток, е пресериозна за да ја занемариме и да се правиме како ништо да не се случува и само да ги трпиме последиците, а при тоа ништо да не превземаме во насока на превенција и на подготовка за справување на последиците, посебно имајќи ги во предвид, ајде нема да одам во делот на економијата и така натаму, каде што тоа потврдивме, туку ќе речам во делот на вооружените сили, каде што ништо практично не се случува. Имавме минатиот пат, се сеќавате и на пратенички прашања, одговор на едно пратеничко прашање, дури не знаеме за солништата каде ни се и во каква состојба ни се. На овој начин, со предлагањето на овој закон по итна постапка од наша страна, мислам дека ќе можеме да дозволиме да практично армијата на некој начин се растерети од тие луѓе кои што и се баласт на некој начин, односно треба да заминат во пензија, а не можат токму поради законските пречки. И во тој сегмент, пак ќе речам, ако сакаме ние да бидеме коректни према тие луѓе, мислам дека треба да наидеме на поддршка токму од страна на владеачкото мнозинство, затоа што вие го имате мнозинството и вие може да ги изгласате тие предлози што ние ги предлагаме. Овие предлози се усогласени со синдикатите на вработените во одбраната. Синдикати се, со сите имаме разговарано и од сите имаме поддршка за донесување на овој закон. Ценам дека доколку не го ставиме овој закон, односно не го ставите овој закон како точка на дневен ред, мислам дека ќе направите една голема грешка и јас не би сакал понатаму да предпоставам што би можело да се случи. Од моја гледна точка и од партиска гледна точка, јас најискрено ме повикувам сите да гласаме за овој закон, затоа што на овој начин ќе се одолжиме на сите кои што на некој начин облекле униформа и го дале животот, односно го ставиле својот авторитет, кредибилитет, па и дури животот за потребите на оваа држава. Ви благодарам.